Ново обвинение за бесправна градба против контроверзниот бизнисмен и поранешен функционер од ДУИ Нефи Усеини. Тој е еден од двајцата инвеститори кои пред 6 месеци без одобрение од општина Охрид срушија стар објект во центарот на градот, наместо да го реконструираат. Во еден ден ја срамнаа со земја куќата со историско значење и автентичен изглед, за на локацијата бесправно да никне зграда. Нема спомен од оригиналниот објект кој што беше символ на македонската борба и државност и во кој неколкумина беа осудени на смрт од бугарскиот фашистички окупатор во 41-ва. Пред објектот имаше и мермерна спомен плоча. Општинскиот градежен инспектор своевремено наредил отстранување на нелегалните доградби и затворање на градилиштето со полициска асистенција, но инвеститорот ја отстранил жолтата лента и продолжил со градба. По спроведена истражна постапка, основното јавно обвинителство Охрид поднесе обвинителен акт против две лица за кривично дело бесправно градење. Осомничените на возраст од 49 и 48 години на 27 јули 2023 година започнале да градат објект на нивно земјиште, без одобрение за градба издадено од надлежен орган. На постоечкиот објект во центарот на Охрид изградиле доградби од северната страна во сутеренот при земјето и на катот, проширувајќи ги со армирани бетонски плочи и столбови, пошто продолжиле да го надградуваат објектот со две армирано бетонски плочи со која зголемиле неговата катност. Во соопштението од ОЈО стои дека против Усеини се води судска постапка за уште едно бесправно градење во центарот на Охрид. Станува збор за пицеријата која тој ја изгради на државно земјиште во срцето на градот кај Охридскиот чинар. Јавното обвинителство подигна обвинение дури после 4 години, а диво изградената пицерија и сега работи со полна пареа. Инаку според член 244 од Кривичниот законник, оној што гради на сопствено или туѓо земјиште без одобрение за градење или спротивно на одобрението за градење издадено од надлежен орган, му следува затворска казна од 3 до 8 години. Името на Нефи Усеини низ години се врзуваше со низа скандали. Во 2019 изгради бетонска база недалеку од брегот на Охридското езеро, на имот кој за таа намена му го отстапи исламската верска заедница. Една година подосна, согласно препораките на УНЕСКО, беше дислоцирана. Усеини го паметат и потепачката со друг советник сред седница на градскиот совет, а помина неказнет. Нефи Усеини не сака да коментира ништо по последното обвинение за бесправна градба кој против него го поднесе ОЈО.